сум Деница Треневска. Имам 6 години. Јас сум Деница Треневска. Имам 6. Ајде. Качи се горе. Браво. Браво. Добар ден. Добар ден, јас сум Деница Треневска. Имам 6 години и учам во училиштето Ѓорги Апулевски во Скопје и сум прво оделение. Денес ќе ви ја раскажам книгата Рекичето што расте. Ќе бидам една мала рекичка која сака да порасне. Но исплашено тргна по непознат пат во една авантура. Слушајте и уживајте во приказната. Секоја пролет мразот и снегот се топат за да станат потоци, езера и реки или да влезат во морето. Јас сум една мала рекичка што сака да порасне, но многу сум исплашена. Постојано ги потпрашувам и замолувам мајка ми, татко ми и сестра ми дали смее тие и мене да ме однесат на заедничко патување. Тие ми велат дека е време сама да си го најдам својот пат. Колку е тоа страшно! Па јас не знам каде да одам. Има многу страни во подножјето на планината. Што ако го поплавам брегот на реката, ако влезам во нечии двор, ме мачеја вакви прашања. Не сакам да останам сама по мојот пат. Ќе бидеш обкружен. Јас не сакам сама да останам по мојот пат. Тој сепак е долг. Ќе бидеш обкружена со преубави растенија. Благодарение на тебе тие ќе растат. Децата ќе се радуваат на твојата свежина и ќе ги појат животните. Јас многу се плашев дека стравот дека немаше повеќе да ја видам мајка ми беше голем, но за среќа таа ме утеши за да бидам храбра. Денот, кога потеков и тргнав, беше мощне возбудлив. Таму стекнав нови пријатели, а се сретнав и со старите. Можеби ќе се влееме една во друга. Или кога ќе пораснам во една бујна река или продирно езеро. И можеби ќе се сретнеме горе заедно во зимата и заедно ќе ја чекаме новата пролет. А каде се најдов следната зима? Ќе ве оставам вие да размислите и ви ја препорачувам оваа книга. Прочитајте ја и научете повеќе за патот на водата.